И одиме со вториот дел од видеото за вежби поврзано со die Woche, Tage, Monate, Jahreszeit und das Wetter, односно седмици, денови, месеци, сезони и временска прогноза во германскиот јазик. За ова видео полесно да го совладате, потребно е веќе да го имате гледано видеото со предавање од ниво A1 со истото име, односно со истиот наслов. Продолжуваме од каде што завршивме во првиот дел, односно продолжуваме со das Datum или читање на датумите во германскиот јазик. Ке дадеме кратки примери за ова видео. Само да ги повториме кои беа правилата. Датумот се чита на различен начин во зависност од тоа дали зборуваме за календарски датум или за роденденски. Ако прашуваме за кој датум е денес, например, welches Datum ist heute, во тој случај имаме поинакви наставки на бројот. Heute ist der 22.2. Денес е 22.2. Во овие случаеви наставката на бројот е те или сте. Подетално за ова можете да гледате во предавањето за броеви. Heute ist der 3.7. или 3. јули. Денес е 3.7. или 3. јули. И уште еден пример, 15.12. Heute ist der 15.12. Денес е 15.12. Тоа беше за календарските датуми, а сега за роденденските датуми. Како би одговориле ако некој ве праша Wann hast du dein Geburtstag? Кога имаш ти роден ден? Во овој случај одговараме со Ich habe am 29.5. Geburtstag. Јас имам на 29.5. роден ден. Разликата во календарските и роденденските датуми е во тоа што во едниот случај го користиме глаголот sein, а во другиот случај haben. Ich habe am 5.11. Geburtstag. Јас имам на 5.11. роден ден. И Ich habe am 8. August Geburtstag. Јас имам на 8. август роден ден. Тоа беше за датумите, на кратко, сега ќе дадеме и некои примери поврзани со die Jahreszeiten или годишни времиња или исто сезони. За 4 годишни времиња и тоа е Frühling или пролет, Zomer, лето, Herbst, есен и Winter, зима, ќе дадеме по 2 примери реченици за секој од нив. Ich kann nicht bis zum Frühling warten. Јас не можам до пролет да чекам. Diesen Frühling hat mit mir Kontakt aufgenommen. Оваа пролет тој со мене контактираше. Следен пример. Ich hab dich seit dem letzten Sommer nicht gesehen. Јас не те имам од минатото лето видено. Следна реченица. Ich meine im Sommer, wenn gutes Wetter war. Јас мислам во лето, кога летото убаво беше. Wir wollen im Herbst mit dem Studium beginnen. Ние сакаме во есен со студии да започнеме. Следна реченица. Diesen Herbst habe ich wieder begonnen. Оваа есен имам јас повторно започнато. Deutsche Winter sind kalt. Германските зими се студени. И последна реченица поврзана со годишните времења. Im Dezember beginnt der Winter.
Во декември започнува зимата. Третиот дел од ова видео за вежби и најголемиот дел од ова видео е поврзан со das Wetter или време во германскиот јазик. Во следните реченици ќе дадеме примери со кои ќе опфатиме глаголи, придавки и именки кои се поврзани со времето. Да започнеме со именките и тоа wind или ветер, тау, роса, штурм, невреме или бура, дона, гром, шнee, снег, регенбоген, виножито. Der Wind warf es hin und her. Ветерот го расфрлаше наваму натаму. Следна реченица, der Tau lag auf dem Gras. Росата лежеше врз тревата. Одиме понатаму со следна реченица, es war die Ruhe vor dem Sturm. Беше мирно пред бурата. Es klingt wie Donner. Звучи како гром. Der Schnee im Garten strahlte es aus. Снегот во градината зрачеше. И последна реченица, der Regenbogen kann nur eine Bedeutung haben. Виножитото може само едно значење да има. Одиме со следни именки и тоа реген или дожд, небел, магла, химел, небо, хагел, град, монт, месечина и тропфен или капка. Regen verschönt die Haut, sagt man. Се вели дека дождот ја разубавува кожата. Nach dem Süden, wo es keine Nebel gibt. Кон југ, каде што нема магла. Der Himmel ist für mich die Grenze. Небото е за мене граница. Hagel und Schnee überzogen das Deck. Град и снег ја покри палубата. Der Mond sieht nicht groß genug. Месечината не изгледа доволно голема. Sein Gesicht hätte keinen Tropfen Blut gegeben. Неговото лице немаше капка крв да даде. Со следни зборови и тоа штерн или звезда, блиц, молња, фрошт, мраз, волке, облак, зоне, зонце и шнеефлоке или снегулка. Am Himmel war kein Stern zu sehen. На небото немаше звезда да се види. In diesem Moment erhellte ein Blitz das Zimmer. Во овој момент ја осветли молња собата. Das Metall war mit Frost überzogen. Металот беше обложен со мраз. Der Vollmond wurde von einer Wolke verkündelt. Полната месечина беше од облак затемнета. Der Vollmond wurde von einer Wolke verdunkelt. Einige Stunden später, die Sonne scheint heller. Неколку часа подоцна сонцето сјае посилно. И Schneeflocke или снегулка, mein Name ist wie die Schneeflocke im Wind. Моето име е како снегулка во ветерот. Понатаму, Wärme или топлина, Hitze, горештина, Kälte, студ,
Gewitter или Unwetter, бура или невреме и Eis или мраз. Die Wärme des Motors erzeugt wurde den Raum. Топлината, создадена од моторот, беше во просторијата. Bei dieser Hitze draußen spazieren zu gehen, одење надвор на оваа горештина да се пешачи. Dieses Licht strahlte Kälte aus. Оваа светлина зрачеше студено. Es wird ein Gewitter kommen. Доаѓа невреме. Wir müssen ohne Eis auskommen. Ние мораме без мраз да издржиме. Натаму со глаголи кои се поврзани со времето, и тоа блицен или светка, донеан грми, гевитеан има бура, дункелн се затемнува, регнен врни дожд и тропфен или капи. Seit Tagen regnet, blitzt und donnert, веќе денови врни светка и грми. Es donnert nicht und gibt keinen Hagel. Не грми и нема повеќе град. Ich fürchte mich vor Gewittern. Јас се плашам кога има бура. Jetzt dunkelt es doch schon 6. Сега се стемнува, сепак во 6 часот. Regnet es immer noch. Врне ли се уште? Wasser tropft von meinen Schultern. Вода капи од моите раменици. Одиме понатаму со следните глаголи: низелн или роси, гизен поплавува, хагелн врни град, шнајен врни снег, фрирен замрзнува и тауен се топи. Es begann zu nieseln. Започна да роси. Nun muss ich zu Haus die Blumen gießen. Сега морам јас до куќата цвекињата да ги поплавам. Es hagelte in mein Gesicht. Врни град на моето лице. In der zweiten Woche begann es wieder zu schneien. Во втората седмица започна повторно да врни снег. Noch ein paar Stunden und es friert. Уште неколку часа и замрзнува. Von kurzem hatte es zu tauen begonnen. Пред кратко имаше почнато да се топи. И продолжуваме со придавки поврзани со времето, и тоа волких, облачно, зоних, сончево, фриш, свежо, неблих, магловито, виндих, ветровито и регнериш или врнежливо. Der Tag war wolkig. Денот беше облачен. Das Wetter war für diese Jahreszeit warm und sonnig. Времето беше за оваа сезона топло и сончево. In Seattle war es an diesem Nachmittag frisch. Во Сеатл беше ова попладне свежо. Die Welt war plötzlich neblig. Светот беше одненадеж магловит. Die Sonne schien, aber es war ziemlich windig. Сонцето сјаеше, но беше прилично ветровито. Draußen war es kalt und regnerisch. Надвор беше студено и врнежливо. Следни придавки: шнаих, снеговито, унвета, невреме, шлехт, лошо време, хајс, жешко, warm или mild, топло, и kalt, ладно.
Das Wetter war frostig und schneeig. Времето беше замръзнато и снежно. Zum Glück hatte das Unwetter nachgelassen. За среќа се имаше невремето намалено. Es war schlecht kalt, feucht und windig. Беше лошо, студено, влажно и ветровито. Es ist heiß hier, sagte er. Тука е жешко, рече той. Es war angenehm warm im Zimmer. Беше пријатно топло во собата. И уште една реченица. Истата реченица што веќе ја прочитавме. Es war schlecht kalt, feucht und windig. Беше лошо, студено, влажно и ветровито. Тоа беа примерите поврзани со времето, а сега ќе направиме вежба во која ќе треба вие да пополнувате што недостасува. На овај слайд треба да ги напишите на германски јазик и со превод на македонски годишните времиња, зависно од тоа со која слика одговараат. Со наша помош винта или зима, Sommer, лето, Frühling, пролет и Herbst, есен. Одиме понатаму, поврзете ги сликите со зборот кој одговара. Regnen, врни дожд. Wolkig, облачно. Sonnig, сончево и Schneeflocke, снеголка. Одиме понатаму, уште една вежба. Schneien, врни снег. Gewittern, има невреме. Wind или ветер и Regenbogen, виножито. И за крај, обидете се во коментар да напишете welches Datum ist heute или кој датум е денес и wann hast du dein Geburtstag или кога имаш ти роден ден. Завршуваме со ова видео, се надеваме дека ви се допадна. Ако е така, кликнете лайк и ако сте нови на каналот, кликнете subscribe. Не заборавајте да не следите на Instagram, каде што објавуваме кога се аплодира ново видео на YouTube. Се гледаме во следното видео.